минути за урбани вести и добре дојдовте. Граѓаните секојдневно се соочуваат со некои лоши искуства поврзани со уличните кучиња. Некои од нив биле нападнати, а други само исплашени. Ова е вест на денот, во продолжение следува генералната најава. Останете со нас. 34-ти квиз надпревар по противпожарна заштита во Газибаба. Се повеќе граѓани имале лошо искуство со уличните кучиња. За 47% зголемен бројот на исчистени оджаци во Скопје. 14 невработени лица од Бутал ќе бидат ангажирани за општо корисна работа. За прв пат тротоар од Ергеле до Хиподром. Во Општинското основно училиште Крум Тошев во населеното место Трубарево се одржа 34-тиот квиз надпревар по противпожарна заштита за учениците од основните училишта. Градоначалникот на Општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека важноста на едукацијата од областа на противпожарната заштита од најрана возраст е од големо значење. По 34-ти пат во основното училиште Крум Тошев во Трубарево се одржа традиционалниот квиз надпревар по противпожарна заштита за учениците од основните училишта. Квиз надпреварот се одржува во соработка со Противпожарниот сојуз, а воедно представува важен дел во развојот и ширењето на општата противпожарна култура меѓу младата популација, како и едукација за заштита од пожари, односно превентивни мерки и постапка во случај на пожар. Градоначалникот на Општина Газибаба Борис Георгиевски ја истакна важноста на едукацијата од областа на противпожарната заштита уште од најрана возраст, за навремен и адекватен пристап при реагирање во случај на пожари. Георгиевски додаде дека важноста од подигање на свеста на граѓаните за внимателно и правилно ракување со се што може да предизвика пожар е од големо значење. Најмладите преку практичниот дел на знаење ќе може да покажат колку се научени во справувањето со пожарот, би рекол и елементарните последици околу пожарот, а истовремено ние како општина имаме и други такви појави од поплави и од земјотреси. Елементарните непогоди навистина секој пат треба да ни дадат предизвик како треба да се справиме, како превентивно треба да делуваме, и посебно сум горд затоа што најмладите се најспремни во оваквата ситуација каде што ќе треба да докажат колку на превентивен начин можат да делуваат, а и со тоа да ги намалат последиците. Оваа година на квизот се надпреваруваат 10 екипи од основните училишта во категорија на кадети и 4 средни и 2 основни училишта во категоријата јуниори. Градот Скопје ги информира граѓаните дека нема повеќе да прима барања за субвенции за печки на пелети, бидејќи досега се пристигнати 200 барања, а со тоа условот за завршување на јавниот повик е исполнет и средствата се исцрпени. Град Скопје ги информира граѓаните дека се исцрпени средствата предвидени за субвенции за купување печки на пелети, односно пристигнати се 200 барања. Со ова условот за завршување на јавниот повик е исполнет, а барањата на граѓаните за субвенции за купување печки на пелети, вработените во архивата на град Скопје, нема да ги примаат. Со јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување печки на пелети, граѓаните имаа можност да набават печка на пелети, а градот Скопје да ги субвенционира во висина од 70% од вредноста на печката, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. За овој втор јавен повик во 2018 година за субвенции за купување печки на пелети во буџетот на град Скопје беа предвидени околу 5 милиони денари, информираат од градот. Ова е втор јавен повик во 2018 година за субвенционирање печки на пелети, а претходно во месец мај годинава беа доделени 187 субвенции. Во Скопје се бележи зголемување на бројот на исчистени оџаци. Според официјалните податоци на регистрираните оџачари, исчистени се вкупно 342 оџаци. Во споредено со истиот период во 2017 година били исчистени 233 оџаци.
Со воведувањето субвенција од град Скопје за чистење оджаци, од 24 септември до денеска, согласно официјалните податоци на регистрираните оджачари, исчистени се вкупно 342 оджаци во главниот град. Споредено со истиот период лани, кога биле исчистени 233 оджаци, бројот на исчистени оджаци на територија на град Скопје годинава е зголемен за 47%. Субвенциите за чистење оджаци се една од 27-те нови интервентни мерки со кои градската администрација годинава се справува со проблемот со загадувањето на амбиенталниот воздух. Град Скопје ова есен субвенционира 2000 домаќинства и други субјекти за чистење оджаци. Износот на субвенцијата е 1000 денари, независно од вредноста на услугата за чистење. За оваа намена во буџетот на градот се одвоени 2 милиона денари. Јавниот повик за субвенции на домаќинства и на други субјекти на потрачјето на град Скопје за чистење оджаци е отворен до 22 ноември оваа година и се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Според градските власти, оваа мерка дава низа краткорочни и долгорочни ефекти кои вклучуваат подобро согорување, што резултира со намалување на трошоците за затоплување, намалување на штетните отпадни гасови, заштита од пожари, заштита на животната средина и природата и друго. Најголемиот проблем во областа на заштитата на животната средина, со кој се соочува град Скопје, е нарушениот квалитет на амбиенталниот воздух во градот. Се повеќе граѓани имале некакво лошо искуство со уличните кучиња. Дел од нив биле лично нападнати, некои само исплашени или пак познаваат некој кој бил нападнат од куче. Од владата на Република Македонија информираа дека во најкусможен рок ќе бидат донесени измени на Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните. Наместо да се решава проблемот со кучињата скитници, за жал станува се поактуелен и поприсутен кај македонските граѓани. По трагичниот настан во кој 17-годишна девојка го загуби животот, бегајки од разбеснето куче кое ја нападнало. Јавноста е се помалку толерантна кон уличните кучиња, но и кон градските власти, кои не превземаат речиси ништо за решавање на овој проблем. Голем е процентот на граѓаните кои имале некакво лошо искуство со бездомните кучиња. Дел од нив биле директно нападнати, дел исплашени или пак познаваат некој близок кој бил нападнат. Дали до сега сте имале некое лошо искуство со уличните кучиња? Да. Дали имаат нападнато? Не се случило, а многу се плашам. Така, ви се случило ли кај што поминувате, каде што се шетате да наидете вака на глутница кучиња многу? Па, пример, тука кога доаѓам за школа од Сабајле, има многу кучиња и стварно многу се плашам. И сум видела кога нападнале луѓе, ама со среќа ја имам среќа, не сум. Кажете, дали сте имале до сега некое лошо искуство со уличните кучиња? Ја не сум имал. Кога сум бил помал, сум се борел ако ме нападне некој, оно на мене, ја на него и ќе избега. Ако те види плашлив, оно ќе трчи по тебе. Баш тука ме нападна со 20 одбрани, а една група кинези гледаат и не може да ми помогне никој. И благодарение на ова торбичо полека некако се спаси. Значи баш тука во центар. Овој ми е втор пат. Еднаш појдов порано Сабајле, да стасаме планинар сум, додиме на планина и у 4 саат на Сабајле, овде во трговски центар, кога ми се пуштија едно 4 комада, со 20 спаси у глава. И јас лично не сум имала. Сме имале кучиња, не сме чувале и не икам ни да чувам. Прече би чувала дете, отколкото куче. А дали од уличните кучиња се плашите, дали ви пречат? Па се плашам, нормално. На сите пречат. Еве, девојчето вчера се отиде ни крива ни дужна. На децата мои ги нападнале. Каде? Во Топанско поле, во Чаир. Само побегна. Зема малиот камен, ги маваше и побегна. Инцидент не сме имаме, не се многу плашиво од кучиња, ама има кои се плашат, а и не лич. Треба да се тргне од улицата. Има начини како тоа да се направи, само нека се ангажира. Револтирано, граѓаните коментираат дека властите мора да направат нешто за да се реши овој проблем. Предлагаат следење на европските практики или пак едноставно сместување во стационар. Значи, некој предлог, нешто што би упатиле еден апел? Имам предлог, има решение за тие кучиња. Тоа врдариште едно време што постоеше, ја не знам дали уште постоеше.
тие ги збринуева, ги кастрира и пак ги пушта на улица. Колку е тоа збринување, значи не знам друг начин кој. Едино трајно решение да се најде и да се направи. Еутаназија е едно од од решението, ама тоа никој не го предлага. Ете, тие што се за заштита на животните сметаат дека тоа не е. Мислам, толку многу кучиња, го видовте дете во утето се удави. На сите им пречат, меѓутоа ние не сме одговорни за да ги издомиме. Тоа се знае дека градот треба да превземе мерки за тоа. Сигурна сум дека они знаат што се прави во Европа и во светот, дека тие треба бидат згрижени во посебни места, каде што треба да има и ветеринарска служба и посебна исхрана, затоа што сум сигурна дека они имаат доста зарази, кои што самите кучиња не се виновни за тоа. А тоа не би го чинело многу градот. Порно да се отстранат кучињата отколку да страдат животите. Било деца, било жени, било мажи, сите се плачат. Што мора да има по улици ова кучиња? Нема потреба. Кој сака нека си го чува дома? Да се приберат овие улични кучиња. Што знаат нека им прават? Да се регулира тоа, ако може. Што побрзо, мислам, ако да не се деси некои потешки работи. Од владата на Република Македонија информираат дека во најкосможен рок ќе бидат донесени измени на Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните, но не прецизираат дали се работи за неколку месеци или пак години. За законските измени ќе се формира вид експертски тим од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, Агенцијата за храна и ветеринарство, општините, но и невладините граѓански организации. А целта е да се донесе хумано, цивилизирано решение за бездомните животни, потенцира портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди во врска со трагедијата во Гостивар излезе со соопштение во кое се вели: гледаме дека оваа трагедија се користи како мотив за напад врз нашите заложби за хуман третман на бездомните животни, па оттаму должни сме уште еднаш да повториме дека ние се залагаме и придонесуваме само иницијативно да нема улични кучиња во ниту една општина во државата и проблемот да се реши трајно, а со цел да се гарантира безбедноста и заштитата на граѓаните. Сепак, и покрај нашите надчовечки напори, институциите избегнуваат да ја согледаат и да ја третираат суштината на проблемот, бавејќи се со краткорочни решенија, без долгорочни резултати, стои во соопштението на Сдруженијето. Почна активностите за реализација на проектот од програмата за општо корисна работа во општина Бутел. Имено 14 невработени лица ќе бидат ангажирани во социјалната и образовната сфера, кои ќе им помагаат на децата со посебни потреби во училиштата. Општина Бутел почна со активностите за реализација на проектот од програмата за општо корисна работа, кој финансиски е поддржан од UNDP, а е во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Центарот за вработување. Како што информираат од општина Бутел, оваа програма првпат се реализира во општината, а во неа се ангажираат 14 невработени лица во социјалната и образовната сфера, од кои 3 образовни асистенти и 11 лични асистенти, кои ќе се грижат за 14 деца од училишната возраст со посебни потреби, за да им пружат помош во образовниот процес. Лицата ќе бидат ангажирани до крајот на учебната година, а за својот ангажман ќе добиваат соодветен надомест, информираат од Бутел. Во должина од 1000 квадратни метри, општина Газибаба изгради тротоар на потегот од Ергеле до Хиподром. Како што информираат од Газибаба, овој пат по долго време представувал опасност за граѓаните, бидејќи воопшто не беше безбеден за движење. За изградбата на тротоарот, општината од буџетот издвои околу 2 милиона денари. Жителите на општина Газибаба за прв пат добија тротоар на потегот од Ергеле до Хиподром, во должина од 1000 квадратни метри. Овој пат по долго време представувал опасност за граѓаните, бидејќи воопшто не е безбеден за движење. Принудени беа да се движат по самата улица, а тоа не е безбедно за самите граѓани. Откако е изграден тротоарот, граѓаните можат безбедно да се движат, извршувајќи ги нивните обврски. Како што велат од Газибаба, за реализација на
градежните активности, општина Газибаба од буџетот издвои 2 милиона денари. Исто така, нов тротоар добија и жителите од населеното место Трубарево, кај училиштето Крум Тошев, што е од огромно значење, особено за безбедноста на учениците кои се движат кон училиштето. Општина Газибаба со реализација на овие проекти придонесува за поголема безбедност на сите жители, особено за безбедноста на децата. Општина Аеродром ќе го зголемува зеленилото. Во тек е јавен повик за изработка на неколку проекти за изградба на паркови. Како што информираат од општината, во таа насока ќе бидат засадени 1800 високо израснати дрвја кои ќе бидат засадени на повеќе локации. Општина Аеродром деновиве распиша јавен повик за изработка на неколку проекти. Од општината информира дека се избрани изведувач за паркот во населбата Мичурин, а изградбата ќе почне во наредниот период. Општината соопшти дека и во наредниот период остануваат посветени на своите заложби за заштита и подигнување нови зелени површини на територија на Аеродром. Во таа насока набавени се околу 1800 високо израснати дрвја кои ќе се засадат на повеќе локации. Новите паркови кои ќе бидат направени во Аеродром ќе бидат лоцирани покрај улиците Методија Шаторов Шарло и ново проектирана Еден, на раскрсницата меѓу улиците Пандил Шишков и Фрањо Клус и покрај булеварот Трета македонска бригада. Во Скопје најголем процент од домаќинствата се греат на дрва, 30% на електрична енергија, а само 21% се приклучени на парно грејење. Познато е дека грејењето на дрва најмногу придонесува за загадување на воздухот, па поради тоа Скопје представува еден од најзагадените градови во државата, па и пошироко од неа. Во Скопје во текот на една грејна сезона се користат големи количества за огревно дрво. Шумската површина се сече во другите делови на земјата за жителите на главниот град и на регионот околу него да се затоплат во само една година. Според истражувањата, 45% од домаќинствата во градот се греат на огревно дрво, 30% на електрична енергија, а само 21% се приклучени на парно. Овие податоци покажуваат дека поголемиот дел од граѓаните користат дрва за огрев, а познато е дека грејењето најмногу придонесува за загадување на воздухот, а Скопје представува еден од најзагадените градови во државата, па и пошироко. Исто така, загадувањето не доаѓа само од грејењето на дрва, голем придонес во загадувањето на воздухот има и палењето на пластика, лакирани материјали, јоргани, облека и друго ѓубре. Затоа надлежните спроведуваат инспекциски контроли кои треба да спречат користење на овие материјали за грејење. Инспекторатот на град Скопје секојдневно е на терен да врши контроли за спречување на нови загадувачи. Метеоролозите за утре најавуваат променливо облачно, предпладне претежно со во јужните и југозападните делови ќе има и локални врнежи од дожд. Како што соопштија од Управата за хидрометеоролошки работи, потоа ќе продолжи период на стабилно време со појава на утринска магла по одделни котлини. Дневната температура ќе биде малку над просекот за овој период од годината. Денеска имавме температура од 18 степени, а за утре не очекува нешто пониска температура од 16 степени. В петок температурата ќе се движи од 3 до 16, сабота од 4 до 15 и в недела од 2 до 16 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!